Добар ден, другарчиња. Јас сум учителка Јула. Ви подготвив една убава приказна за планетата Земја. Ајде да ја слушнеме. Денес, другарчиња, го слушнав разговорот на две облачиња. Малото облаче му рече на таткото облак: "Тато, денес се чувствувам среќно." Таткото облак му рече на малото облаче: "Гледам дека денес си насмеан и расположен, ке ми кажеш ли зошто?" Утрово, кога станав, ги слушнав умните облачиња како зборуваат за планетата Земја. Сите беа фатени за рачиња, дишеа длабоко и бавно велејќи: "Дишиме чист воздух и затоа и благодариме на планетата Земја. Затоа треба да ја чуваме здрава и да бидеме среќни, бидејќи многу добри нешта таа ни дава." Тато, денес е 22 април, денот на планетата Земја. Таа својот роден ден го слави. "Види, тато, види, таа има сина боја." Таткото облак рече: "О, да, денес е денот на планетата Земја, но таа не е само во сина боја. Ајде, погледни ја подобро од сите страни." Малиот облак рече: "Сега, кога гледам подобро, може би е повеќе зелена, но изгледа како едва и да дише. Многу луѓе за неа не се грижат, фрлаат отровни и нечисти работи," рече таткото облак. "Гледам дека шумските патеки веќе не се чисти, ниту реките се бистри, нели тато?" "О, мало мое облаче, сигурно не е тоа добар знак, иако се уште сонцето свети со својот зрак. А зошто луѓето не ја чуваат својата планета? Нели таа ни е единствениот дом и толку е убава со својата природа?" рече малото облаче. "Луѓето треба целиот отпад внимателно да го сортираат и се што може да рециклираат," рече таткото облак. Да, тато, и би можело наместо отпад да се засадат повеќе зелени садници, дрвја и цвеќиња. Облаче мое, се надевам дека така ќе биде во иднина, затоа што да бидеме добри со природата е многу лесно," рече таткото облак. "Знаеш ли сега, тато, зошто сум среќен? Затоа што научив дека треба да ја чуваме планетата Земја и да и се заблагодариме за сета убавина што ни ја дава, да се грижиме за неа секој ден, а не само кога и е роден ден." Другарчиња, ја слушнавте приказната, дали ви се допадна? Сега ќе продолжиме со читање на една убава стихотворба "И јас умеам да ја чувам мојата планета." Ако секое дете на овој свет засади по еден цвет, чист воздух насекаде ќе има и во лето и во зима. За нас е се што ќе сториме, за почиста планета да се бориме, да не ја загадуваме, убавиот лик да го зачуваме. Вака, другарчиња, јас ви подготвив неколку задачи. Првата задача имаме, значи, три корпи со отпад. Под корпите, значи, имаме сликички кои што треба вие со помош на мама и на тато да ги исечете и секоја сликичка ќе ја исечеме, ќе ја залепиме под корпата каде што припаѓа. Втората задача, тука ја имаме нацртано планетата Земја. Нашата планета Земја ќе ја обоиме со соодветната боја која што одговара на бројчето. Третата задача, исто така ја имаме нацртано планетата Земја и заедно, значи, со помош на вашите родители ќе може, значи, да го напишете датумот во квадратчето кога се одбележува денот на планетата Земја.
Исто така, четвртата задача имаме, значи, да нацртаме на кој начин би можеле да ја помогнеме на нашата планета Земја. Еве вака сега за крај, како можеме сите ние заедно да ја зачуваме планетата Земја. Како можеме да ја помогнеме? Можеме да засадиме дрво, значи можеме да имаме градина каде што ќе може да посадиме цвеќе и секаков вид на растение. Можеме да се грижиме за растенијата и за животните и нормално, најбитното, можеме да рециклираме. Толку другарчиња од мене, се гледаме, поздрав, чао!